Господине Кочовски, владата неодамна се пофали со раст на индустријата од 12%, меѓутоа индустријата од година во година се помалку учествува во крајниот бруто домашен производ. На што се должат ваквите состојби? Тоа е еден интересен феномен што кај нас не може да го разберат. Основа за континуитет и за одржлив економски раст е индустријата. Секаде во светот и тоа го имаат луѓето апсолвирано прашање. Не случајно е настојувањето на оние економски групации кон кои што се насочени нашите економски и политички амбиции Европската унија, каде што реиндустриализацијата станува во фокусот на нивното внимание. Во прашање, кога сега зборуваме за овие процеси на реиндустриализација со оглед на застапеноста на челичната индустрија во македонската економија, недоволно се сваќа улогата на оваа индустријска гранка, бидејќи таа е на некој начин почеток на процесите на репродукцијата. Од нејзе почнуваат процесите на репродукција и таа развива силни економски поврзаности во целата економија. Значи, не само незините директни ефекти, него ефектите преку поврзаните индустрии и на влезната и на излезната страна. Сигурно 500 производители, добавувачи се јавуваат како снабдувачи на оваа индустрија. Исто така, можеби е жалосно што ние немаме повисоки можности за повисока финализација на производите на македонската челична индустрија и тие излегуваат надвор како за нас производ, но тоа не е производ, тоа подлежи на тамошна финализација, но како и да е, тука е проблемот што улогата на оваа индустрија недоволно се сваќа, а во политиките на реиндустриализација на европската економија, на челичната индустрија е ставен посебен акцент, токму заради ова. Значи, секторите кои што денеска се носители на економскиот раст во Унијата, машиноградба, електроиндустрија, индустрија на пловила, на возила, на оружување, на така, сите тие почиваат на челикот. Индустријата веќе подолг период алармира дека живее на рап на екзистенција и некои капацитети веќе најавија и намалување на бројот на вработените. Какви се состојбите во Макстил? Ние имаме годинава релативно добра состојба после се споредувам со 10 годишен просек наназад, каде што кризата светската економска криза најмногу се задржава во секторот на челикот. Производството што го имаме во овие 8 години во услови на заживување на пазарот на челични производи ни даде надеж дека после ова, ви велам, ова 10 годишна стагнација, нешто ќе можеме да реализираме поповолно за нас, но за жал овие закани што дојде од оваа трговска војна во смисло на уведење царински заштити, па сега квоти во Европа и така натаму, создаваат една навистина многу голема неизвестност за нас и тоа е многу сериозна закана. Ние не знаеме што можеме да очекуваме во наредниот период. Меркиве што се донесени во Европа се од времен карактер, 200 дена се, и се во суштина квоти, значи количински ограничување, ограничување на пласман на нашите производи. За нашите и за вкупно, за земјите кои што не се членки на Унијата. Сега, колку побрзо квотите ќе се исцрпат, толку побрзо ќе се соочиме со наредната мерка, тоа е висока царинска заштита. И во тој случај, ако пазарот на Европа ни се затвори, на Америка ни се затвори, ние немаме алтернативен пазар и тоа е она алармантно што би требало сериозно да се разбере, а ако тоа се случи, тогаш знаете, најнепријатната ситуација кога треба да го ограничуваш производството, тоа повлекува се друго што е неповолно во смисла на вработеност, во смисла на финансиски резултати и така натаму, тоа е една најпогубна опција. Но најголем проблем што како што сакам уште еднаш да ви напоменам, ние во Македонија немаме нови производи и немаме производи со повисока додадена вредност. Ако тоа не го стимулираме, ако ние со овие реформски мерки ги стимулираме само зголемување на извозот и зголемување на бројот на вработени, без никакви структурни промени, ние ќе живееме вака и во наредни 10 години, и во наредни 50 години. Кога светот ќе оди напред, ние ќе живееме со истава индустријска структура и со истава економска состојба, што на крајот на краиштата се рефлектира на стандардот на луѓето, а кога тоа се рефлектира, вие гледате кои се последиците. Младите бегаат,
се испразнуваат цели региони, нема луѓе, нема млади и сето тоа води кон еден крајно непријатен амбиент, не само за економско обстојување, него и општо за живење. И покрај стагнацијата на бруто домашниот производ, нели, на растот на економијата во првиот квартал од годинава, владата е оптимист дека до крајот на годинава ќе се постигнат предвидените 3,2%. Колку според вас ова е остварливо? Па, знаете, јас не сакам да лицитирам со бројки, јас сето тоа и на владата и ние дури со мој колега правевме една сериозна истражување, една импакт анализа, да видиме, владата мора да види како планира и кои субјекти и кои економски сегменти ќе го извлече тој раст. И тоа се квантитативни методи, тоа лесно се пресметува. Сега што да нагаѓам? Кој ќе извлече 3%? Ако градежништвото со задоцнување ќе ги доврши овие почнати активности, кои се тие други сектори? Ако ние бидеме погодени со овие мерки до крајот на годината, јас не гледам некој друг сектор да може да извлече, зашто сега треба тоа што во првиве два квартали изостана, треба на некој начин да се надокнади во третиот, значи тука треба да имаме спектакуларен раст. Не гледам јас сегмент на економијата кој тоа може да го направи, но пак ви велам, за мене како човек кој ги познава овие прилики, малце подолго се бави и практично и теоретски, не е индикатор кварталниот показател. Кварталниот показател е една фотографска слика, нас ни треба целиот клип, целиот процес да видиме што се случува и што треба да направиме тој процес преку овие структурни промени во економијата да донесе на среден и на долг рок. Сега, знаете како животот се одвива на краток рок и не може долгите рокови да ни бидат утеха, но како и да е, по моје длабоко убедување, значи само структурни промени кон нешто што би значило производ со повисока додадена вредност и нов производ во крајна линија, би можело да не извлече од оваа стагнатна состојба.